Честитајќи го националниот празник на американската нација и држава, а на искуството на американскиот слободолюбив народ, и опатуваме пораката дека секоја слободоумна влада треба да учи како се брани национална гордост и национално достоинство, како се храни патриотизам на ниво на нација и држава, како се сака и се гине за својата татковина, како се гради и чува држава. И порака до Американската амбасада во Скопје и до Стејт Департментот, супресирањето на македонскиот национален идентитет, јазик и култура, како и државотворниот капацитет на македонскиот народ во неговата татковина. Македонија е процес кој води во несакан правец. Почита едни кон други се заслужува со дела на пријателство и взаемно уважување на партнерска основа. Никој нема право да супресира еден слободолюбив и национално осознаен народ, горд и достоинствен, каков што е македонскиот народ. Големината и моќта на народите и државата не е во нивната бројност, територија или стекната наследна моќ, туку сето тоа лежи во Божјата волја. Сите ние, како нации, народи и држави, стоиме еднакви пред Бога. Големината извира само и исклучиво од единиот Бог. Тој е поголем од секого. Тој одлучува кој владее и кој обстојува, кој просперира, а кој стагнира. Еднаш стекнатата предност не значи дека е трајна или вечна. Нема ништо вечно освен единиот Бог и неговото живо слово, Библијата. Се друго е предмет на согласност со тие два авторитета, Христос и Библијата. Честит ден на независноста, 4 јули, на сите граѓани на СТАТ, се вели во соопштението до медиумите, испратено од Македонската конзервативна партија Интегра.